Почитувани граѓани, колеги советници, со основа на член 39 став 2 од Законот за локална самоуправа, член 19 став 2 од Статутот на општина Валандово и член 60 став 2 од Деловникот на Советот на општина Валандово, и отварам 48-та редовна седница на Советот на општина Валандово. На оваа седница вкупно се присутни 14 советници, со што Советот може полноправно да одлучува. Во врска со дневниот ред имаме едно дополнување, како точка број 10, предлог одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во средното општинско училиште Гоце Делчев Валандово за учебната 2025-2026 година. Отварам расправа по однос дополнувањето. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, дополнувањето го ставам на гласање, да гласаме кој е за. Благодарам. Дали има против? Нема, воздржани нема. Констатирам дека едногласно со 14 гласови за како дополнување е ставена оваа точка. За дневен ред ви предлагам следните точки. Точка број 1, годишен план за вработување на општина Валандово за 2026 година. Точка број 2, годишен план за вработување на јавното предпријатие Комунален сервис Валандово за 2026 година. Точка број 3, годишен извештај за работата на основното општинско училиште Јосиф Броз Тито Валандово за учебната 2024-2025 година. Точка број 4, годишна програма за работа на основното општинско училиште Јосиф Броз Тито Валандово за учебната 2025-2026 година. Точка број 5, годишен извештај за работата на основното општинско училиште Страшов Инџи Јосифово за учебната 2024-2025 година. Точка број 6, годишна програма за работа на основното општинско училиште Страшов Инџи Јосифово за учебната 2025-2026 година. Точка број 7, предлог одлука за донесување на план за парцелација за формирање на две градежни парцели со намена А1.5 стамбени куќи во состав на селско-стопански двор на КП број 1263/7, катастарска општина Брајковци, општина Валандово. Точка број 8, предлог програма за измена и дополнување на програмата за урбанистичко планирање на општина Валандово за 2025 година. Точка број 9, информација за јавната безбедност и безбедност на сообраќајот на подрачјето на општина Валандово во првите 6 месеци од 2025 година. И точка број 10, предлог одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во средното општинско училиште Гоце Делчев Валандово за учебната 2025-2026 година. Предложениот дневен ред отварам расправа. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, истиот го ставам на гласање, да гласаме кој е за. Благодарам. Дали има против? Нема, воздржани? Нема. Констатирам дека со 14 гласови за е усвоен предложениот дневен ред. Продолжуваме со работа по усвоениот дневен ред. Точка број 1, годишен план за вработување на општина Валандово за 2026 година. Отварам расправа. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, првата точка ја ставам на гласање, да гласаме кој е за. Благодарам. Кој е против? Благодарам. Воздржани? Нема. Констатирам дека со 8 гласови за, 6 против, нема воздржани и е усвоен годишниот план за вработување на општина Валандово за 2026 година. Продолжуваме со следната, втора точка. Годишен план за вработување на јавното предпријатие Комунален сервис Валандово за 2026 година. Отварам расправа. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, втората точка ја ставам на гласање, да гласаме кој е за. Благодарам. Кој е против? Благодарам. Воздржани? Нема. Констатирам дека со 8 гласови за, 6 против, нема воздржани, е усвоен годишниот план за вработување на јавното предпријатие Комунален сервис Валандово за 2026 година. Точка број 3, годишен извештај за работата на основното општинско училиште Јосиф Броз Тито Валандово за учебната 2024-2025 година. Отварам расправа. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, третата точка ставам на гласање, да гласаме кој е за. Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека со 14 гласови за, нема против, нема воздржани, е усвоена оваа точка. Продолжуваме на следната, четврта точка. Годишна програма за работа
на Основното општинско училиште Јосип Броз Тито во Ландау за учебната 2025-2026 година. Отварам расправа, дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, годишната програма е ставена на гласање, да гласаме кој е за. Благодарам, дали има против? Нема, воздржани? Нема. Констатирам дека едногласно со 14 гласови за е усвоена годишната програма за работа на Основното општинско училиште Јосип Броз Тито во Ландау за учебната 2025-2026 година. Продолжуваме со следната пета точка. Годишен извештај за работата на Основното општинско училиште Страшо Пинчер Јосифово за учебната 2024-2025 година. Отварам расправа, дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, петата точка ја ставам на гласање. Да гласаме кој е за. Благодарам, дали има против? Нема, воздржани? Нема. Констатирам дека едногласно со 14 гласови за е усвоена петата точка. Продолжуваме на следната шеста точка. Годишна програма за работа на Основното општинско училиште Страшо Пинчер Јосифово за учебната 2025-2026 година. Отварам расправа, дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, точката ја ставам на гласање, да гласаме кој е за. Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека едногласно со 14 гласови за, нема против, нема воздржани е усвоена годишната програма за работа на Основното општинско училиште Страшо Пинчер Јосифово за учебната 2025-2026 година. Продолжуваме со следната седма точка. Предлог одлука за донесување на план за парцелација за формирање на две градежни парцели со намена А1.5 стамбени куќи во состав на селско-стопански двор во катастарска општина Брајковци. Отварам расправа, дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, седмата точка е ставам на гласање, да гласаме кој е за. Благодарам, дали има против? Нема, воздржани? Нема. Констатирам дека едногласно со 14 гласови за е усвоена предлог одлуката. Преминуваме на следната, осма точка. Предлог програма за измена и дополнување на програмата за урбанистичко планирање на општина Валандау за 2025 година. Имаме образложение од страна на Ѓоко. Ѓоко, повели. Добар ден на сите. Значи, по подесена инициатива од страна на Министерството за земјоделство, шумарство и ловостопанство да се дополнува програма за урбанистичко планирање на општина Валандау, се додава нова подточка Г2, која гласи дека се започнува постапка за донесување на урбанистички проект во опфат на урбанистички план за изградба на систем за набавување страишта. Финансирањето и изработката на урбанистичкиот проект ќе бидат во целост од страна на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, како и сите пропратни елаборати и дозволи кои паѓаат на товар на подносителот на оваа инициатива. Благодарам. Благодарам, Ѓоко. Отварам расправа, дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, осмата точка ставам на гласање, да гласаме кој е за. Благодарам, кој е против? Воздржани? 1. Благодарам, констатирам дека со 13 гласови за, нема против, 1 воздржан, е усвоена предлог програмата за измена и дополнување на програмата за урбанистичко планирање на општина Валандау за 2025 година. Преминуваме на следната, девета точка, информација за јавната безбедност и безбедност на сообраќајот на подрачјето на општина Валандау во првите 6 месеци од 2025 година. По оваа точка немаме дискусија, затоа веднаш ќе ставам на усвојување, да гласаме кој е за. Благодарам, дали има против? Нема, воздржани? 1. Благодарам, констатирам дека со 13 гласови за, нема против, 1 воздржан е усвоена деветата точка. Преминуваме на последната, 10-та точка. Предлог одлука за давање согласност за формирање на паралелки со полн број на ученици во Средното општинско училиште Гоце Делчев Валандау за учебната 2025-2026 година. Отварам расправа, дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предлог одлуката ја ставам на гласање, да гласаме кој е за. Благодарам, дали има против? Нема, воздржани? Нема. Констатирам дека едногласно со 14 гласови за
Е усвоена предлог одлуката. Со ова целосно е исцрпен усвоениот дневен ред. Колеги, доколку има советнички прашања, ќе ве молам да се јавите за збор. Доколку нема, почитувани граѓани, овде ја затварам 48-та редовна седница на Советот на Општина Валаново. Ви благодарам.